Почитувана председател на комисијата, почитувани колеги, почитувана јавност. Денес разговараме за уште еден член на Советот за јавни обвинители, кој што согласно закон треба да биде изгласан од страна на Собранието. Се работи за известна господја Кети Петкова, која што е од Гевгелија, родена 62 година, дипломирала на Правниот факултет при Универзитет Свети Кирил и Методи, правосудна насока во 1992 година, 2017 година успешно одбранила магистерски труд на тема прекршачна пријава визави казнена одговорност. Прво работување во општинскиот суд во Гевгелија во 1994 година како приправник. Потоа 1996 година било запишана како адвокат во именикот на адвокатска комора, па со одлуката на Собранието на Република Македонија во 2003 година била именувана за јавен обвинител на основното јавно обвинителство во Гевгелија со мандат од 6 години, а по престанувањето на оваа функција повторно, значи сметано од 2010 година, продолжува со адвокатура и до денес се уште е адвокат. Она кое што би сакал да го продискутираме тука е фактот што оваа биографија, ова CV на господјата е напишано на 12 јули 2022 година. Денес сме речиси јули 2023 година, односно една година подоцна. Сакам да прашам зошто како собрание не распишеме друг оглас, не ги повикаме овдека овие кандидати да поразговараме со нив. Дали господјата е се уште заинтересирана да биде во Советот за јавните обвинители? Дали не е заинтересирана, бидејќи претпоставувам дека ќе се сложиме дека не постои работно место кога аплицирате денес да ви одлучуваат после една година. Бидејќи за таа една година може се да се случи. И сметам дека не е во ред од принципиелни причини да разговараме, да ја изгласаме или да не ја гласаме оваа известна господја, затоа што во една година може да се случи се. Пак ве прашувам, дали било кој од нас, кога аплицирал за определено работно место, работодавачот, оној кој што одлучувал, дискутирал за неговото работно место после една година? Дали се уште заинтересирана на прашањето? Почитувани колеги, дали не сметаме дека оваа расправа треба да ја прекинеме и со консензус од сите политички партии да донесеме одлука и да повикаме господјата овдека да видиме дали е се уште заинтересирана? Може би аплицирала за друго работно место, може би се иселила од Република Македонија, може би нашла нешто трето. Мислам дека како собрание не е во ред да дискутираме за кандидат кој што аплицирал за работно место пред точно една година. Ова само на површина го вади фактот за несериозноста која што се случува во оваа институција, за површноста и за политизираноста на истата. Сметам дека треба да носиме како пратеници со секој нов состав, да носиме и нови подобри пракси и подобрување на претходните пракси. Ако претходно не било својствено целата македонска јавност да го погледне кандидатот, тој да има свое обраќање на оваа говорница, тоа нас никој не го забранува да го направиме денес. Зошто да не ја повикаме господјата да дојде овдека да каже кој е мотивот што се пријавува за ова работно место, што смета дека изе силни страни, зошто смета дека таа треба да биде избрана. Впрочем, почитувани колеги, ние мораме да направиме пракса и да објасниме на секој еден кој што аплицира да извршува општествено одговорна функција, особено судска функција, особено во 2023 година, во ова време не време за судството и за обвинителството, да дојде овдека и сите оние кои што го плаќаат
да видат на телевизија кого плаќаат. Ние како пратеници имаме работни места кои што се практично целосно под очите на јавноста. Секој наш настап, секоја наша дискусија, секој наш говор се снима и се прикажува на телевизија. Така ли е? И не гледам причина зошто во време во кое што нула е довербата кон обвинителите, нула е довербата кон судството, кој како стаса ни кажува дека сме најкорумпирана држава во Европа, да оние кои што треба да ги решаваат следните проблеми во судството, да дојдат овдека и пред целата јавност да кажат што планираат да прават. Зошто тоа да представува проблем? Кога можат пратениците, можат и Советот за јавни обвинители. Мислам дека е неодговорно кон јавноста, кон деночните обврзници, да ставаме луѓе кои што треба да разрешуваат, унапредуваат или казнуваат обвинители во оваа држава, никој да не ги знае. Мислам дека е неодговорно да како пратеници гласаме определени личности, а при тоа не знаеме како изгледаат физички. Мислам дека е неодговорно и непринципиелно како пратеници да гласаме суштински и витални државни функции на ниво на една страна сивиот 10 реда. Сметам дека тоа не е во ред. Исто како што, не знам, ако после оваа дискусија препоставуваме како ќе се создадат услови, мнозинството ќе има гласање, и препоставувам дека ако некој ве праша граѓанин, комшија од улица, од мало, од кај вас, роднина, гледав денеска со Бранески канал да ве прашам, почитувана пратенички, почитуван пратеник, кого изгласавте? Вие не знаете да му кажете. Не знаеме да му кажеме никој. Ако оваа господја што денес ја гласате овдека, за да врши многу важна и суштинска улога во судството, односно во обвинителството, ако утре ја видите пред собрание или било каде, вие не ја познавате, сте ја гласале. Јавноста не ја познава, ја плаќа, и сметам дека тоа се лоши пракси во ова собрание. Вие како мнозинство 7 година поред во ова собрание правите што сакате. И секогаш ја праќате пораката или милум или силум. Ние сме одлучиле овие луѓе да бидат, ако не сега по една година, ама тие ќе бидат. И тоа го знаат граѓаните. И тоа се такви анкетите. Но, нели мислите дека е добро да види јавноста кого гласаме овдека? Тоест, кого гласате овдека? Јас не можам да гласам некој кој што треба да направи ред во обвинителството, а при тоа ништо не знам за него, имам оскудно CV од една страна, не знам како изгледа, не му ги знам вокабуларните и интелектуалните капацитети, не му знам ништо, го гласам и при тоа да велам, па не знаеме ние, па таму тие од Советот за јавни обвинители, па таму тие од Советот за судски обвинители, за судскиот совет, не може да не знаеме. Колегите на СДСМ и ДУИ од преходниот мандат исто вака гласале луѓе во судскиот совет, кои што никој не ги видел, кои што никој не ги слушнал, кои што никој не ги знае, кои што јавноста не ги знае, и сега имаме хаос во судски совет. И се поставува прашањето, почитувани колеги, кој од нас има одговорност за тоа? Кој чувствува одговорност? Мислите дека некој од преходните пратеници на СДСМ и ДУИ чувствува одговорност што ги гласал во собрание овие луѓе што сега не срамотат во судскиот совет? Никој не чувствува одговорност. А знаете ли зошто? Затоа што дошле во собрание од Бихачка, од Мала Речица, или од председател на држава, еве ги луѓето, овие треба да поминат, опозицијата како сега ќе зборува, дајте луѓе да видиме што е како е, вие или ќе молчите, или ќе реплицирате за ланскиот снег, ќе се даде гласање, 64, секогаш е повеќе од 44, таа ќе помине. И еве ќе поминат и година дена, и 2 години, и се поставува прашањето, дали ние,
како пратеници, сме придонели да бидеме чекор понапред во демократијата или сме ја уназадиле Македонија? Дали ние како пратеници сме ја оправдале довербата на граѓаните или сме ја злоупотребиле? Дали ние како пратеници сме ги заработиле нашите средства кои што ги плаќаат граѓаните преку даноци или не сме ги заработиле? И тоа е клучното прашање. Ако вие некого не го знаете како изгледа, а утре ви е уставен судија, како што ги имаме во уставен суд, како што ги поминавте за во уставен суд, луѓе што не ги знаеме, луѓе кои што никогаш не сме ги виделе, вие веќе па добро, тоа не се коментира, или тие одлуки не се коментираат. Оние уврховен исто така. Арно, ама довербата на граѓаните е 0%. И немарам не ведам 3%. Бидејќи 3% беше довербата, кога ги немаше сите овие афери, овие срамотни седници на Советот, на Судскиот совет, на Обвинителскиот совет, забранување да се критикува, бркање од состаноци, тоа го немаше, 3% беше доверба. Сега е 0% доверба или еве да речеме статистичка грешка. И сега ве прашувам сите, посебно вас, почитувани колеги од СДСМ и од ДУИ, кога ќе седнете, кога ќе ги видите анкетите, кога ќе видите дека не сте 7 месеци, туку сте 7 година на власт. 7 година на власт е. Оливер Спасовски е 9 години веќе министер, на декада цела. И кога ќе ставите црта вака една, дали се запрашувате, ние се боревме за независно обвинителство и граѓаните да имаат доверба во него 2014, 15, 16, дојдовте на власт, каква е сега довербата? Уште пониска, уште е полошо. Се боревте за судството, ќе било ослободено, вакво судство, такво судство било. После 7 години, какво е судството? Уште е полошо. Така и во образованието, да бидеме реални. Годинева децава се срекни што ќе имаат свидетелства. До тоа дерече дојдовме. Цела година нашите деца, моите деца, бидејќи јас имам помали деца, цела година истераа без учебник, без основно средство за работа учебник. И таму е полошо од пред 7 години. Многу полошо. Ама тие проблеми не доаѓаат, не се случуваат денес, па ви доаѓаат утре. Тие проблеми се случуваат денес, ама доаѓаат после 10-15 години. Цели генерации. Така и во здравството, така и во секој сектор. И мислам дека е редно време да се запрашате што вие овдека гласате. Какви закони овдека носите. Што е во интерес на државата и што е во интерес на партијата. Одговорите, кога ќе се погледнете помеѓу себе, ќе видите дека ништо не е во интерес на државата, многу малку е во интерес на партијата, а се е во интерес на определени поединци кои што денес на бикачка изиграваат раководство. И потоа, истите ние овдека и нашите деца ќе сакаат да си одат од државата, ќе немаат доверба во институциите и при тоа вака ќе си седите 7 година на власт, ќе се прави дека го да не сте од тука и ќе мислиме дека некој ќе дојде од надвор со магично стапче да ги поправи работите. Имам чувство дека ние не се бавиме со суштината, со есенцијата. Ние се бавиме само со дневен пиар, спин, купи ден продај политика, додека државата тоне и тоне. И јас не очекувам никој да излезе овдека и да каже во право си тоне државата. Ама сите поединечно, кога ќе направите интроспекција и ќе погледнете во себе, знаете дека државата тоне. И знаете дека вие сте најодговорните за тоа што државата 7 година тоне. Помина 1 година, преходните беа криви. Поминаа 2 години, преходните беа криви. Поминаа 3 години, преходните беа криви. Поминаа 4 години, преходните беа криви. 7 година на власт. Од 1 јуни наваму сте 7 година на власт. Кој е крив? Кој му повера од вас одговорност на оној министер за образование, што нема учебници? Кој му побара лани одговорност на министерот за образование што немаше свидетелства? Никој не му бара одговорност.
Кој му бара одговорност од вас како владеачко мнозинство на министерот за здравство? Никој не му бара одговорност. Кога ни дојде извештајот од Државен завод за ревизија, кај што се констатирани 300 и кусур милиона евра проневерени пари за време на короната, кој од вас побара одговорност од тие институции и тие директори, кои што дело и собранието ги предлага, директно или индиректно преку владата? Никој не побара одговорност. И мислиме дека со тоа правиме нешто добро? На кого му правиме добро? На самите себе не. На нашите следни поколенија уште помалку. Мислам дека како собрание мораме да донесеме нов квалитет. Јас секогаш дебатирам емотивно, жолчно, од срце, затоа што до пред 4 години ова сум гледал на телевизија и сум бил револтиран за тоа што се случува. Сега сум внатре и сакам да го сменам тоа. Бидејќи вака, колеги, не оди виши у држава. Што треба уште да ни се случи? Ние сме символ за криминал и корупција како држава. Символ за криминал и корупција сме. Тоа ли се европски вредности? Тоа ли се западни вредности? И сега, од кај сме символ за криминал и корупција, уште до згора ќе носиме совет за обвинители, пред една година што аплицирале, и при тоа да не дојдат овдека да ги видиме кои се и што се. Па најмалку од сте им должиме на овие гајани кои што гледаат, им должиме одговори да видат кого го гласаме. Нема доерба луѓето во институциите, нема доерба во политиката. Така нема да бидеме подобра држава. Штитејки тројца од Бихачка и уште тројца од Мала Речица, не сме подобра држава. Не сме. Напротив, сите извештаи кажуваат дека одиме надолу во секој параметар. Дали е GDP, дали е економија. Ние сме шампиони само по инфлација на Балканот. Само по тоа сме шампиони. Цело време се фалиме за просечна плата кукава била. Косово има повисока просечна плата од Македонија. Косово! Што уште не е членка на Обединети нации. А ние сме држава од 90-та година. Отворете на короната која беше, колку помогнала Македонија кон стопанството, најмалце на Балканот. И како ние како собрание ќе даеме допринос овие работи да ги поправиме, кажете ми. Кој е нашиот допринос овдека? Тоа што ја ќе зборувам дека господјава треба да дојде, да ја видиме. Тоа што јас ќе зборувам дека не е во ред, ако аплицирала пред година дена, да и се разгледува апликацијата после година дена, дека може би нашла друга работа, дека може би веќе не е заинтересирана, дека може би се срами да биде со овие луѓе во Совет за јавни обвинители, бидејќи гледаат што зборуваат за судството во Македонија. Викам, дај да видиме овдека, вие ќе си одмолчите, ќе имате некоја реплика за ланскиот снег, вака беше, така беше, и ќе си помине. И 7 години така си мине, и кај дојдовме, кажете ми. Каде дојдовме? Влези и излези од влада, тие прво критикуваат, после ја фалат, вие ја фалат, после ја критикуваат. И потоа се чудиме зашто граѓаните единствен излезиме карта во еден правец. Од политиката, од правото, правдата, од корупцијата, од образованието, од здравството и од економијата. Се тоа директно зависи од политиката. Зависи од ова собрание. Пошто вие неспособни или денска, вие ги гласате овдека. Јас разбирам на некого да му даде шанса година-две. Ама ако после 2 години не го бива, а вие видовме дека после 2 години не ги бива за неспособна влада у историја на Македонија, вие, за да сочувате тројца во партија, уште 5 им давате гратис. Нив им давате гратис, на чија штета? На штета на Република Македонија. Јас не можам да ве разберам. Јас не можам да ве разберам. Така беше и со буџетот овдека од оваа иста говорница. 80 милиона евра ви беше со грешка. Ви го докажувавме тоа. Имаше пратеници овдека, излегуваат на пресконференција, викаат растот ќе ни биде, пример, 3,1, гласаат овдека 3,8. Вака им викаш колешкеве вчера на пресконференција, вчера кога ги имавте оние што ви беа низ државата во декември што ги правите средби со граѓани,
Премиерот вика ќе имаме 3,1 раст, вице-премиерот вика ќе имаме 3,1, овдека вие си гласате 3,8, викате се е во ред, 0,7% е 80 милиона евра на 5,3 милиарди. Така тоа се си помина. И сега што правиме? Што правиме сега? Оваа господјава сега така ќе си помине, не ја знам која може би е добра, може би мене ќе му убеди да гласам ако дојде да видам. Може се ради за извроен интелектуалец, со вокабуларни способности, со познавање, може ќе не убеди да гласаме. Ама може и вас ќе ви убеди да не ја гласате. А вака, од партија, име и презиме, гласајте ја. Никој не ја знаеме. Одговорност, па не ја знаевме. Па како ја гласавте тогаш? Кој ја има видено во живо? Кој ја познава? Така што, колеги, работите не ни се добри во државата. И апелирам да престанете да се амнестирате од одговорност. Да престанете да се амнестирате од одговорност. Сите ние сме на еден или друг начин, директно или индиректно, одговорни за ова што се случува на Република Македонија. И сите вие знаете дека работите не се добри. Ама треба да знаете дека никој надвор нема да ги реши работите. Дека ние треба да си ги решиме работите. И прво и основно е, ние не способни днеска да си одат. Тоа е прво и основно. Бидејќи луѓето се неспособни. И мора да си одат. Тоа е доброто на и нивните семејства и идни генерации на цела Македонија. Се ватам на темата. Не сакам да одземам 2, 3, 4 часови со зборување. Не сакам да го правам тоа. Сакам да разберете дека сме загрижени, дека огромното мнозинство на граѓани на оваа држава, независно од верска или етничка припајност, се загрижени за тоа каде ни се движи државата. Престанете да слушате партиски наредби. Бидете пратеници на народот, а не пратеници на раководството на партијата и на врхушките на партијата. Ако се поставите принципиелно како пратеници на народот, на Република Македонија, многу полесно ќе биде неголи во овие 7 години. Благодарам.